На само месец дена пред избори, владата која пред недела дена даде половина милиони евра на НВО секторот директно, сега преку Агенцијата за млади и спорт издвојува по 300.000 денари за НВО. Агенцијата за млади и спорт, наместо да финансира проекти од областа на спортот, ќе врши директен подкуп на гласачи за потребите на Зоран Заев. Имено, на седница на владата, на предлог на Агенцијата за млади и спорт, донесена е уредба за финансиска поддршка на здруженија и фондации за справување со COVID-19 кризата. Согласно оваа уредба, ќе се финансираат повеќе проекти во износ од 300.000 денари по проект. Да подсетиме, во месец март оваа година, истата агенција веќе додели 3,6 милиони денари за проекти на невладини организации. Темпирањето за објавување и доделување на финансиски средства пред одржувањето на парламентарните избори укажува на фактот дека на Агенцијата за млади и спорт воопшто не име грижа за младите и дека тие служат само како спроведувачи на наредбите на нивниот налогодавач Зоран Заев. Со исто темпо, за подкуп со народни пари, пред избори работи и Министерството за економија, кое објави повик со кој ќе финансира настани, обуки, семинари и конференции наменет за правни лица, фондации и здруженија на граѓани. И тоа во време кога против пандемијата се бориме со социјална дистанца и кога е забрането одржување на настани на отворен и затворен простор, без оглед на обемот и бројот на учесници, буџетски пари ќе се трошат токму за спротивното. ВМРО-ДПМН уште еднаш јавно и гласно и укажува на јавноста и медиумите за општиот предизборен подкуп кој се случува на секојдневна основа, а воедно ги повикува надлежните институции по допрен глас да постапат и да отворат соодветни предмети за масовното спроведување на предизборниот подкуп. Истовремено, ја повикуваме Агенцијата за млади и спорт и Министерството за економија да ги поништат објавените повици и да не учествуваат во предизборниот подкуп, кој веќе јавно, без срам, Социјалдемократскиот сојуз го спроведува секојдневно. Во исто време, ги прашуваме одговорните лица. Чуму објавата за доделување на средства на неколку седмици пред спроведувањето на предвремените парламентарни избори? Потенцирам до сите извршители на Зоран Заев во процесот на изборен подкуп, дека во догледно време за истите ќе има соодветни постапки и за незаконитостите кои ги прават ќе треба да одговараат. Социјалдемократскиот сојуз знае дека заминува во опозиција и за тоа е приморана да ги наполни сметките на своите владини, а не владини организации, кои што по формирањето на влада, предводена од страна на ВМРО-ДПМН, ќе треба да бидат најревносните така наречени независни критичари на сите јавни политики. Ќе ја поразиме короната и ќе ги поразиме вториот вирус Заев и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Или обнова, или измами. Македонија не заборава и Македонија ќе победи. Да е здрава и жива организацијата, да е здраво и живо ВМРО-ДПМН, да живее македонскиот народ и сите честољубиви и правдолюбиви македонски граѓани. Ви благодарам.